ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што се емитува секоја втора сабота во 12:30 часот попладне на Роџерс телевизија 10, 63, 84 и во High Definition 510. Јас сум Победа Пискачева, уредникот и водителот на оваа програма, која што, како што ни велите вие, секогаш со нетрпение ја очекувате во вашите домови. Инаку, како што знаете, почитувани гледачи, во последната емисија од годината покрај редовната програма емитуваме честитки за новогодишните и божишните празници до вас од наши македонски бизниси и поединци кои живеат во Торонто и околината. Но на самиот почеток следува следнава порака. За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец декември, вклучувајќи ги и божичните и новогодишните празници, во кои сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизик одредени врсти на возила, ќе добијат додатни поволности како $2000 и 10-инчи таблет со тестатура и футрола. Освен Дени Спасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, која е бизнис менеджер. Нова локација каде можете да ги добиете овие сите поволности е во Хај Парк на 3275 Dundas Street 20 во Торонто со телефонот 416-762-7537. 30-та годишнина од постоењето на весникот од Македонија, кој еднаш месечно излегува во Канада, беше прославена на 29 ноември годинава во црквата Свети Климент Охридски. Македонско издание им го честита јубилејот на основачот и првиот уредник во првите 29 години, Танас Јовановски, и на уредничката во последната година Сонја Лозановска. Камерата на нашиот снимател Стефо Божаровски беше присутна на овој настан и во продолжение ви пренесуваме дел од снимениот материјал. Јас сум Сонја Лозановска, сегашниот уредник на Весникот Македонија, кој го дочека овој значаен јубилеј благодарение на истрајноста на неговиот основач и уредник за 29 години господин Танас Јовановски и благодарение на вашата доверба, поддршка, помош и соработка во текот на сите овие години која ја дарувате од нашите, своите соработници, драги пријатели кои со нетрпение го очекуваат секое ново издание на Весникот, а кое од неодамна се појавува на први во месецот. Сите вие многу подобро од мене го познавате овој весник и неговото минато, а и живо се сеќавате на настаните за кои тој известувал како од македонската заедница во Канада, така и од Македонија. Го напиша во своето обраќање доктор Васил Наумов. Почитувани дами и господа, би сакал од името на Агенцијата за иселеништво на Република Македонија, која е составен дел на владата на Република Македонија, и од моје име да ве поздравам сите вас присутни оваа вечер на одбележувањето на 30 годишнината од излегувањето на Весникот Македонија и да ви посакам пријатна вечер и дружење. А на издавачите на Весникот Македонија да им го честитам јубилејот и им посакам уште многу години да бидат дел од македонската заедница во Канада и Соединетите Американски држави. Би сакале сега да се навратиме на едно време кога господин Петар Гиневски за својата телевизиска програма ја подготви репортажата со уредникот Танас Јовановски, или како што ја нарече, еден човек редакција. Еве го краткиот филм, да го погледнеме. Репортажа за едиторот Танас Јовановски. Постојано опколен со љубовта на својата сопруга Люба, која кога сопругот ти доаѓа од работа, таа веќе е на работа, и со своите како помолни лични деца Дајана, Линда и Стојанче, Танас Јовановски, уредник и издавач на популарниот весник Македонија, е можеби единствен македонец на овој континент,
кој како стопан на петочлено семејство му останува најмалку време да посвети на фамилијата и еве вака, како родител, почесто да се порадува со своите деца. А зашто? Еве зашто. По завршувањето на својата редовна работна обврска за екзистенција, овој средновечен човек секојдневно до касни часови во ноќта сето свое слободно време го потрошува овде, во приземните простории од својата куќа, која во облик на импровизирана редакција му возможува бесплатен простор во прецизно организирана постапка да ги постави своите механички уреди и помагала, за да работи, ја пишува, редактира и издава веќе трета година поред во нашиот град единствената македонска месечна новинска публикација во Северна Америка, вестникот Македонија. Процесот од почетокот до крајот во уредувањето, принтањето и издавањето на вестникот е компликована работа, напорна, прецизна, тешка работа и постојано неизвестна. Тоа е, речиси, рударска работа, но вољата на Танас да го пишува и документира македонското постоење во Торонто, да бележи и регистрира историјата на македонската емиграција во Северна Америка, неговата воља е појака од се, и тој сам, како лавина, со надчовечка енергија, издржува на секаков напор, руши секакви препреки и на еден чудесен начин успева да ја реализира својата воља, за да на секој 15 ден од месецот стотици и илјади македонци во Торонто, татковината и Северна Америка го читаат неговиот вестник, кој рековме го носи името на неговата и наша земја Македонија, на која без сомневање Танас Јовановски е незин чесен и голем син. По времето на сите овие скоро 3 децении има шанси да се сретнам со луѓе, со политичари, скоро не знам, политичари прво на Канада или на Онтарио, не сум се сретнал, да почнем од Джак Лейтон, Пол Мартин или Майкл Игнатиев, особено Стефан Дион. Нажалост не се сретнам со Селин Дион, ќе ми беше поарно, со него да се сретнам. Мислам дека вестникот има голема заслуга во формирањето на Комитетот за човечки права, кој покасно е преименуван во Движење за македонски и национални права, со опишувањето на писателот Мето Јовановски, кој имаше свој допринос во вестникот со неговите пишувања и кој пишуваше за другите етнички групи из Европа кои си ги бараат своите права, а никој од нашите не ги бара. И токму тоа ги наведе нашите во Австралија да го формираат Комитетот за човечки права, а неколку месеци покасно истиот комитет беше формиран овде. Сакам да му се задоволам на Гомирак, кои соработници кои пишуваат редовно, секако на прво место. Морам да го истакна мојот пријател Петар Гинески, не знам дали е овде, кој беше редовен и не само во вестникот, како што видовте, често на неговата телевизиска програма го промовираше вестникот, искрено сакајќи вестникот да излегува и да просперира.
За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате дени или рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905 881 3900. А сега следуваат неколку информации од комунава. Управата на црквата Свети Климент од Охрид од Торонто организира дочек на новата година на 31 декември годинава со почеток во 7 часот навечер. Во најлудата ноќ ќе забавува популарната македонска пејачка Елена Јовчевска, која што е единствената македонска пејачка што свири на гајда. Во придружба на групата Бисер, секако ова ќе биде ноќ за паметење. Со богата македонска трпеза и влезници само за $80 по лице, дочекајте ја новата година во Свети Климент, порачуваат од управата на црквата. За повеќе информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Управата и вработените во канадското македонско место во Торонто им пожелуваат на сите своји станари и на сите македонци среќна нова година и весел Божик. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарајте ги TJ Hosting на 647 547 3061. На сите своји клиенти, собствениците на TJ Hosting и ги честитаат новата година и Божиќ. И секако читате македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. Новогодишна честитка до сите своји читатели испраќа уредничката Лилијана Ристова. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647 977 0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. За сите патувања, посебно за Македонија, побарете ја Драгица Белчевска на 416 691 7184 или за побрзо да ја добиете на мобилниот 647 780 6549. За грижлива нега на вашата коса и нејзино професионално стилирање, побарајте ја Елизабета на 647 281 5501. А сега во продолжение да проследиме музичка номера во изведба на Елена Велеска, која заедно со Dream Team ќе ве забавува за дочекот на новата година во Pearson Convention Center во Брамтон. Na moj
А сега во продолжение, почитувани гледачи, да проследиме неколку новогодишни честитки. Петар и Марко Јановски, собствениците на Јановски Countertops, им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји роднини, деловни пријатели и на сите македонци, пожелувајќи им среќа, радост и благодет. За болекарите доктор Милан и доктор Драги Денковски им ја честитаат новата 2015 година и божичните празници на сите своји пациенти, на целата своја фамилија, како и на сите македонци, пожелувајќи им добро здравје, радост и просперитет во годината што следува. Власниците на оптичкиот дуќан Bolju Vision, Кети Болју и Том Джиорес, заедно со своите фамилии, им ги честитаат новогодишните и божичните празници на сите своји клиенти, посекувајќи им благодет и просперитет во наредните 12 месеци. Јулија и Славе Димитрови им ја честитаат 2015-та и божичните празници на својата фамилија и на целиот македонски народ, посекувајќи им добро здравје, радост, среќа и просперитет во новата година. Васил Кајчевски од Town and Country Volkswagen им ја честита новата година и божичните празници на сите клиенти и на целиот македонски народ, пожелувајќи им добро здравје, просперитет и исполнување на сите желби во годината што следува. Стоматологот доктор Наде Ивановски од Мисисага им ги честита престојните празници на сите своји пациенти и им пожелува остварување на сите нивни желби во 2015-та. Кони и Брајан Паркинсон со својата фамилија им ги честитаат новата 2015 година и божичните празници на сите македонци, каде и да се наоѓаат со желба следната година Македонија да продолжи по патот на просперитетот и на тамошната афирмација. Васко и Лилја Рисковски од Васко Инженеринг им ја честитаат новата година на сите своји клиенти, на целата своја фамилија и им пожелуваат просперитет и добро здравје во годината што следува. На сите мои клиенти кои имаат купено животно осигурување преку мене, им ја честитам новата 2015 година и Божик и им пожелувам добро здравје, среќа и радост во годината што следува. Вашата грижа за својата фамилија ја поддржува и оваа програма и затоа ви благодарам. За сите ваши потреби да купите ново или користено возило под поволни финансиски услови и технички да их одржувате, Дени или Рада од Nissan Willowdale ќе ви помогнат на наш јазик 905 881 3900. Следната песна и цело Скопје, еден убав чочек, среќна нова година.
За да набавите возило со врвен квалитет по поволни финансиски услови, јавете се кај Дени на телефон 905-881-3900 и прашајте за спектакуларниот попуст за месец декември, вклучувајќи ги и божичните и новогодишните празници, во кои сите оние кои ќе финансираат или ќе земат на лизик одредени врсти на возила, ќе добијат додатни поволности како $2000 и 10-инчи таблет со тестатура и футрола. Освен Дени Спасоевиќ, кој е генерален менеджер, можете да ги побарате Бане Јокиć, финансиски менеджер, и Рада Вазиć, која е бизнис менеджер. Нова локација каде можете да ги добиете овие сите поволности е во Хај Парк на 3275 Dundas Street West во Торонто со телефонот 416-762-7537. Почитувани македонци во Канада, да ги прославиме новогодишните празници заедно, овој пат со групата Dream Team. Кога си бевме малечки галаве, кога се двајца љубевме. Сашко Велков, и Елена Велевска. До последен зик заедно ти дишеме, да никогаш нема да... Дочекајте ја новата година со Елена и групата Dream Team на 31 декември во Пирсон Конвеншн центар на 2638 Стилс Авенија Ист во Брамтон. За повеќе информации за овој незаборавен дочек на 2015-та, јавете се што поскоро на 416-895-5835. Елена Велевска и Dream Team исто така ќе настапат на Балканската вечер во Фламинго бар, што се наоѓа на 385 The West Mall во Етобико на 2 јануари 2015 со почеток во 7 часот. Дојдете сите и започнете ја новата година со песна и игри од Балканот. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова 347 празнична емисија на македонско издание, инаку последна во оваа година. Ова емисија можете секогаш да ја следите и на интернет на macedonianedition.tv. До 10 јануари 2015 година, кога повторно ќе се видиме со нова емисија на македонско издание, ви благодарам за вашето ценито внимание, пријатно и довидување. Благодариме. Многу поздрав за нашиот камерман, уредник и водител Олега Пискачева и македонско издание. Среќна нова година. Благодариме.